како голем активист за права на животните и човек од нама возраст вклучен во различни иницијативи за спасување на бездомните животни и нивните права, но и како кинолог, дозволете да го дадам своето мислење по однос на последните случувања со кои се соочува Република Македонија низ сите општини во неа. Македонија има долгорочен проблем низ целата територија на државата со бездомните куќиња. Сведоци бевме на последниот трагичен настан кој се случи неделава во Гостивар, каде што животот го загуби малолетно девојче. Дозволете да изразам длабоко сочувство до фамилијата Меджити и ова да никогаш да пренесеме сите заедно, ова никогаш да не се повтори. Згасне на млад живот и ги допре срцата на целиот народ. Од тука сакам и верувам дека овој трагичен настан ќе го вклучи алармот и ќе допре до надлежните институции и тие конечно се одважат за крајно решавање на овој проблем. Овој настан не сме да се користи за дневно политички поени и да служи за партиски препукувања, туку една за секогаш да донесе за трајно решавање на проблемот кој го имаме со бездомните куќиња на целата територија на Македонија. Ние не сакаме да бидеме сведоци на еутаназија на куќињата, меѓутоа бидејќи има и побезболни начин да се реши овој проблем, и за истиот ви ја предлагам нашата програма за која сме сигурни дека конечно вистински и правилно ќе го реши овој проблем. Еутаназија, односно убиство на куќе во целиот свет е кривично дело и се лежи со казна затвор за истото. Куќињата не се виновни што се наоѓаат на улица и тоа е сепак дека тие се на улица, тоа е сепак и од човечкиот фактор за оној нехуман третман и оно напуштање на собствениците на милениците и затоа се наоѓаме во една ваква ситуација. Се обраќам до владата и до сите надлежни институции, барем мојот пат да го слушне гласот на сите нас граѓани кои сме затекнати и за нашата безбедност и за безбедноста на куќињата на улиците, да го слушнат нашиот план, нашиот проект и да го прифатат како би трајно би го решиле овој проблем. Подитно отварање на професионални стационари во секоја општина на Република Македонија. Хуман и професионален третман при заловувањето на бездомните куќиња, извршување на нивна кастрација, шипирање и соодветен ветеринарен третман до крајот на животниот век на куќињата. Да појасниме, ако досега градот Скопје заедно со комунална хигиена имаше програма да залови куќенце, да го кастрира, да го однесе во вардариште и потоа да го врати на истото место, праксата покажа дека таквиот начин на работа и не е правилен, затоа што куќињата се уште се на улица, се уште знаат да покажат агресивност, тоа е загрозена безбедноста на сите нас граѓани, но и безбедноста на куќињата кои се изложени од газење коли, труење и несакани последици како што имавме во последниве денови. Дозволување на волонтерска работа на сите друштва за заштита на животни кои ќе бидат вклучени во тие професионални стационари, каде што ќе имаат увид во целокупната работа на стационарите. По извршениот третман на куќињата да им биде дозволено вдомување, односно изготвување на една онлайн апликација каде што ќе можат истите тие куќиња кои сака да може да се ги вдоми. Тука би потенцирал затоа што веќе долги години сум во кинологијата и како активист за права на животните, во неколку европски метрополи постојат овакви апликации каде што љубители кои не им е битно дали куќето е расно или нерасно, има и различни дружинија кои се борат за права на дружинијата, ги гледаат истите апликации и тие куќиња може навистина да си го најдат својот прекрасен дом, не мора во Македонија, него низ целиот свет. Изготвување на правилник, изготвување на специјална комисија во склоп на секоја општина која ќе има задача да има евиденција во сите домашни миленици на територијата во општината и изготвување на специјален правилник за урбано чување на куќиња, како и ригорозен закон за благосостојба и урбано чување на животните. Овде би појаснил дека во секоја општина таа комисија би имала увид и датабаза каде се наоѓа куќето, кој е собственик на куќето и како се чува. Воведување на конечно во Македонија, како и во сите светски метрополи, во склоп на Министерството за внатрешни работи на Animal Police, односно полиција за животни, која ќе ги санкционира сите прекршилци на тој закон за урбано чување на куќиња и ќе ги санкционира и ќе има право да ги одземе и истите да ги однесе до горе наведените услови на стационарот кај што ќе бидат до крај на нивниот век. Со ова мислиме дека конечно ќе се реши проблемот за бездомните куќиња во Македонија и секој тип на труење, односно нехуман третман на куќињата, сметаме дека треба да е казнет. Нема лошо куќи, има само лош собственик и од тука веруваме доколку владата на Република Македонија заедно со сите градски општини би ги префатила овие услови. Ние сме спремни како активисти за животните да помогнеме во целата програма како би предонесле една за секогаш проблемот со бездомните куќиња да биде решен.